Покајте се за вашите гревови, зашто наближува Царството Небесно. Јован. Јас треба да бидам крстен од тебе. Зошто ти доаѓаш кај мене? За сега вака треба да биде. Зашто мораме да правиме се што Бог ќе побара од нас. Е мојот возлюбен син, од кого јас сум мош незадоволен. Еј, Гис, можеш ли да направиш тест на мојата Holo 9 геймерска кацига? Многу е бавно од кога ја вратив назад. Ја врати назад? Ја изгубили? Не, му ја позаимев на Сем. Гледам што не е во ред, Лука. Има неколку нови игри зачувани во меморијата, но чудното е што ниту една од нив нема пуштено во продажба. Сем ставил украдени игри на твојата конзола? Не, сигурен сум дека постои едноставно објаснување. Хеј, Лука, ги најде ли игрите? Да. Супер, нели? Ги преседов од еден хакерски сајт што го најдов. Хакерски, а? Значи, украдени? Опушти се, ела. Не е ништо страшно. Сем, ке ти се јавам. Ела, морам да... Не ме интересира, Лука. Не ми ја гајле за неговите оправдувања. Тоа што тој го прави е кражба. А ако ги играш игрите кои Сем ти ги даде, тоа е како и ти да ги крадеш. Нели? Што треба да правам? Сем ми е партнер во најтешките геймерски турнири. Мислам, шампиони сме затоа што тој е многу добар. Што ќе направиш, Лука? Морам да направам нешто. Само сакам да играм. Значи нема ништо да кажеш, а? Ќе го оставиш да го прави тоа иако знаеш дека е погрешно? Супер книга! Ве водам да запознаете човек кој ја кажувал вистината на секого кого ќе го запознаел, дури и ако тоа значело доведување на својот живот во опасност. Гис, каде сме? Вие сте како смиско легло.
Кој ви кажал да бегате од Божиот гнев што доаѓа? Докажете според начинот на кој ќе живеете дека сте се покајале за своите гревови и сте се завртеле кон Бога. Немојте само да велите безбедни сме зашто ние сме потомци на Аврам. Тоа ништо не значи. Зашто ви велам? Бог може да создаде деца на Аврам и од овие камења што ги држам. Велат дека ти си спасителот. Што ќе одговориш на тоа? Јас само ги крштевам со вода, оние кои се каат за своите гревови и се вртат кон Бога. Но наскоро ќе дојде некој кој е многу посилен. Толку посилен што јас не сум достоен ниту роб да му бидам и да ги носам неговите сандали. Ти мислиш ли на мене? Не гледај во него. Само клекни. Отргнете се настрана малку. Што се случува? Не, сигурно не мислев на тебе. Ти не знаеш воопшто кој сум, зарем не? Знам, а знам и каков срам носиш на ова свето место. Спротивно на Божиот закон е да ја земеш жената на твојот брат. Тоа му го кажал Бог на Мојсей. И затоа јас велам, она што тие го сториле е нечестиво дело. Чудно. Нека се тој Божи човек. Тргнете се, дебелите. Нема смисла ова, тргнете се настрана. Оставете го човек. О, заборави на нив. Води не одовде, веднаш. Ајде, одете си. Ќе му дозволиш да се извлече со тоа? Мислиш дека некој воопшто го слуша Иродијада? Нема зошто да се загрижувам. Ајде, браво. Учителу, што направи? Му ја кажав вистината на човек што грешил. Тој човек е Ирод Антипа, моќен владетел. Нема да го промени својот живот. Тогаш ќе му суди владетелот на небото и ќе плати повисока цена од што можеме да замислиме. Салама, слугите ја напуштија собата со тронот. Твојот татко е сега сам. Ирод не е мој татко. Направи го она што го вежбавме. Не! Како можеш само да седиш таму? Како можеш да му дозволиш да ми го прави ова? Кому? На Јован Крстител, тој ме понижи јавно. Зарем не, Салома? О, да, целиот град зборува за тоа. Ајде сега, Иродијада. Никому не му е грижа што дрдори некој лудак. Добро, немој да ме браниш, јас сум само твоја жена. Но брани се себе си. Секој говор на Јован за неговиот Бог го подкопува твојот авторитет. Да, разбирам. Добро, ќе наредам крстителот да се уапси. Ќе те задоволи ли тоа? За сега. И тогаш одлучивме да го следиме Јован. Секој во толпата кој логорува тука изминативе недели има некоја приказна како вашата, но зарем не се плашевте на почетокот од него? Мислам, со сета таа коса? И животински кожи? И проповедите. Доволно долго сте со нас во дивината. Зарем не се согласуваш дека Јован знае како да привлече внимание? Сака да ја слушнеме вистината, дури кога ние не сакаме да слушаме. Звучи познато?
Треба лично да го запознаете Јован. Во ред, но прво имам прашање за она што го направи, што нурнува луѓе во реката. О, тоа е крштевање. Тие луѓе се откажуваат од гревот и ја прифаќаат Божјата Го прошка. знам тој Делгиз, она што... Анан, се чувствуваат ли нашите гости добре дојдено? Се надевам, учителу. Да не сакате да јадете нешто? Тоа би било добро. А што е тоа? Мед и малку скакулци. И вие ги јадете? Да. Дури и овде во дивината Бог ни обезбедува храна. Секако. Јас сум за. Зошто да не? Учителу, оној што беше со тебе од онаа страна на реката Јордан, оној што го препозна како спасителот, исто така крштева луѓе. И сите одат кај него наместо да доаѓаат кај нас. И вие самите многу добро знаете како ви реков. Јас не сум спасителот, само му го подготвувам патот. Затоа сум исполнет со радост од неговиот успех. Ама, учителу, Тој мора да расте, а јас да се смалувам. Одете побргу! што да правиме? Најдовме побргу! Скрите се во трските крај реката. Одете, сите, ајде! Нема каде да бега! Побргу, побргу! Погледни зад грбушки! Што ќе правиме? Мораме да му помогнеме на Јован. Предоцна. Изгледа супер книгата не одведе неколку месеци понапред во времето. О, не! Мора да видиме што е со Јован. Што туку доаѓа од него, деца? Го држат како заробеник во Зандана под палатата на Ирод. Јован Крстител не прати да прашаме. Ти ли си спасителот кој го очекуваме? Или може би треба да чекаме некој друг? Одете и кажете му на Јован што слушате и што гледате. Слепите гледаат, сакатите одат, лепрозните се очистуваат, глувите слушаат, мртвите стануваат и на сиромасите им се објавува добрата вест. И кажете му, благословени се оние кои нема да се поколебаат заради мене. Мораме да видиме што може да сториме за да му помогнеме на Јован. Мајко, Јован Крстител е во Зандана. Зарем тоа не е доволно? Не, не е доволно. Всушност сега што ме тука, Ирод дури и го посетува. Изгледа му е мило што го слуша како зборува за грев и спасение, а ништо не презема. Но ние можеме да преземеме нешто. Побрзај, Гис! Еднаш, само еднаш би сакал да отидам некаде и да влезам низ врата како сите нормални луѓе. Потивко, не можеме да си дозволиме. Да бидете фатени? Не сакам многу да се душкам. Трчај, Ела! Тргни
се! Благодарам. Се децата кои беа со крстителот. Они! Каде отидо? Мислам дека се кон западната кула. Ќе оди натаму. Ние двајца со мене. Јован? Дали... Кој е таму? Јован? Јован, јас сум, Лука. Дојде да го видиш Јован Крстител кој сега е Јован затвореникот, зарем не? Не вели така. Мора да постои начин да излезеш од овде. Заветот ни раскажува за еден гласник. Некој кој извикувал: "Расчистете пат во пустината, израмнете му ја низ пустината патеката на нашиот Бог." Јас сум тој гласник. А Исус е Бог. Сега тој мора да порасне, а јас да се смалам. Не разбирам. Но можеш да ми објасниш од како ќе те извлечам од овде? Брзо, онаму. Дайте за пиење. Супер, да. Уште повеќе. Чекај, полека. Што? Видете. Не разбирам, полека. Што? Прекрасно! Одлично, браво! Сега, што ќе направиш ти за мене? Побарај што било и твое ќе биде. Се колнам дека ќе ти дадам и половина од моето царство. Таму е ќерка. Што вистина невидено? Што мислиш дека треба да побарам, а? Видиш што ќе ти кажам сега. Сега веднаш, ставена пред мене, јас ја сакам главата на Јован Крстител. Како е возможно? Зар на вистината? Не се верува. Јас не можам да прегазам ветување кој сум го дал пред моите гости. Капетане! Оди во затворот и отсечи му ја главата на Јован. Ајде, мора да го најдеме Лука. Ела, го најдов Јован. Предоцна е. Лука, ќе му ја отсечат главата. Што? Не! Ајде!
Зошто мора вака да заврши? Лука, Супер книго, не сега! Се случи она што мислам дека се случи? Дали Јован... Јован секогаш ја кажуваше вистината, без оглед какви се последиците. Ау, хеј Лука, ти се допаѓат ли новите игри? Јас му кажав на Гизмо да ги избрише. Што? Немаше право тоа да го направиш? Не, ти немаше право, Сем. Знаеш што? Крадењето е погрешно. Без оглед дали преземаш од сајт или во продавница ставаш копија во некој джеб, можам да ти бидам пријател. Нема да ти бидам партнер ако продолжиш да крадеш. А тоа е вистината. Еј, може би оно што го направив не беше честно. Но, и набавив најдобрите игри во училиштето пред сите други. Ха! Знаеш, мислам дека почнувам да сваќам зошто Јован Крстител понекогаш мораше да вика гласно. Да, може би тоа е потребно за да се допре до некои луѓе, но засега да го оставиме Сем сам да го свати тоа. Каков човек излеговте да гледате во пустината? Во заветот Бог зборува за него. Го праќам пред твоето лице мојот гласник, кој ќе ти го подготви патот пред тебе. Ви велам, на земјата не се родил поголем од Јован Крстител. Но и најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. za te